Неколку причини се клучни за големите гужви, граѓанските нервози и неизвестноста за промена на личните документи до 12 февруари, изјави денес Христијан Мицковски. МВР не располага со доволен капацитет да може во така брз рок да бидат отприлика 2,5-2,7 милиони македонски пасоши кои што се издадени да бидат променети, согласно обврските кои што се превземени, а се дел од законско решение донесено во 2021 година. Затоа што таму имате два апарата кои што работат од 7 до 10 часа на ден. Секој од нив има капацитет од 120 пасоши на час, или пак, ако тоа го сведеме во континуирана работа, без прекин, вие можете годишно максимум до половина милион патни исправи да промените. Во идеални услови. Под услов овие апарати да работат без дефект. Што значи дека се потребни најмалку 6 години за да дојде до со оваа темпо, со оваа динамика, за да дојде до промена на сите патни исправи. Освен реалните, според Мицковски, проблем е и следното. МВР, начело со Спасовски, доцни со набавка на образците потребни за да се издадат овие патни исправи. Зошто тоа го прави? Затоа што доаѓа техничка влада, технички министер од редовите на ВМРО ДПМН и сега ќе се создаде вакуум простор до март, кога треба да дојдат новите образци, и тогаш на примитивен, би рекол, простачки начин да се обвинува идниот технички министер кој што ќе дојде од редовите на ВМРО ДПМН. Тоа е целта политичка на Оливер Спасовски и овие луѓе кои што моментално го водат Министерството за внатрешни работи. Мицковски денес упати апел до граѓаните да не се вознемируваат поради рокот 12 февруари, бидејќи документите што ги поседуваат и понатаму ќе останат важечки. За решавање на според него комплицираната ситуација има две опции, од кои едната е рокот за промена да се продолжи со одлука на парламентот или да се поднесе представка до Уставниот суд за ставање времена мерка на законот од 2021 година до следно одлучување.